Со представата Партија Реми во изведба на Драмски театар од Скопје се отвори 24-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија 2021 во Центарот за култура. Љубителите на театарската уметност годинава ќе можат да погледнат 9 представи од театрите низ Македонија и регионот. Интересот за билетите секоја година е голем, меѓутоа согласно епидемиолошките мерки дозволено е само 30% исполнетост на салата. Во еден позитивен дух ја започнавме оваа фестивалска година, ги започнавме Денови на комедија со Драмски театар. Навистина и ние сме воодушевени, публиката исто така. Имавме одлична представа, одличен прием од публиката и се надеваме дека и сите останете фестивалски денови ќе поминат во убаво расположение. На фестивалот по трет пат беше доделена наградата Васил Илјовски за особен придонес во развој на театарската уметност во Куманово и Македонија. Годинава признанието го доби актерката Стојна Костовска, која голем дел од својот работен век минала и во Куманово. Како може да не е значајно за еден артист да добие награда Васил Илјовски во Куманово? Апсолутно, јас сум пресреќна душа. Друго што би кажала, мислам, немам што понатаму. Јас вечерва се чувствував како кралица. Јас толку убав говор одржав. Секој сум била скромна во животот, меѓутоа вечерва не бев скромна. Мислам дека наградава дојде во прави раце. Нека ми простат луѓето, меѓутоа такво чувство имам. Прекрасно душо. Вечерва беше, јас се изненадив. Пријатно, многу пријатно се изненадив. Особено па колегиве Джокица и Маја, мислам, јас сум ја гледала ова представа не знам колку пати, меѓутоа извонредни беа вечерва. Задоволство ми беше, публика беше на ниво. Представата Партија Реми во режија на Виолета Џолева ја изведоа актерите Ѓокица Лукаревски и Маја Велјковиќ Пановска од Драмски театар Скопје. Јас овде сум настапувал многу пати, меѓутоа сега во овие пандемски времења никако не сме дошли да настапуваме тука. Одамна немам настапувано, меѓутоа секогаш сум восхитен кога ќе дојдам овде, затоа што знам дека кумановската публика е една од најпребирливите и најздрави публики која што знае да награди она што е вредност. Ми е драго што еве со нашава представа го отворивме овој театар на комедија, кој што има некакво традиционално обележје. Се надевам дека ќе продолжи и понатаму, затоа што на луѓето буквално им треба театар, им треба забава, им треба да излезат од тој затворен простор кој што ги опседна сите од оваа страшна пандемија. Билетите за првите 4 представи се веќе распродадени, а за следните ќе бидат пуштени на 1 октомври. Фестивалот Денови на комедија традиционално се одржува со поддршка на Министерството за култура, од чиј буџет се издвоени 700.000 денари, како и општина Куманово со 300.000 денари.